Например, да земеме 2001. Ако 2001 е војна, а секој наблюдуваш би тврдел дека е војна. Таа војна мора да заврши само на два начини, со пораз или со победа. Било кој мировен договор, како и да го толкуваат, претолкуваат, накнано толкуваат, секогаш има некој минимум, мал промил, кој што е позитивен или негативен, без обзир колку и да речат завршил, двете страни биле задоволни, немало промена на границите, има некое мало поместување. А често пати војните завршуваат, за жал, со промена на граници, со губење на некои привилегии, со добивање нешто повеќе. Ако видиме во 2001 од двете завојувани страни, кој добива повеќе, на сметка на кого? Нам ќе ни е јасно кој е победникот, кој е поразениот. И јасно ќе ни е дека рамковниот договор не е ништо друго, туку една не безусловна, туку условна капитулација.